Здраво, ова е 292-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остарувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на прв печатоци илустrirани со подвижни слики. На денешниот репертоар е May December од Тод Хейнс, во кој станува збор за брачните партнери Грейси и Џо, глумени од Џулијан Мур и Чарлс Мелтон, чија врска била предмет на таблоидите, љубов помеѓу возрастната Грейси и малолетниот Џо, која резултира со време помината за решетки за Грейси. 20 години по избивањето на скандалот, тие уште се во брак, имаат деца и во семејството доаѓа актерката Елизабет, глумена од Натали Портман, која треба да ја глуми Грейси во биографскиот филм и се обидува да добие што е можно повеќе информации за да може да го обликува ликот, но членовите на семејството не им е многу мило да ја дозволат да копа во погребаното минато. Приказната на филмот има корења во реалноста, односно се базира на случајот на Мери Кейла Турна, учителка која имала врска со седмо оделенец во 90-тите, која била обвинета за силување, ја признала вината, но останала со Вил и подоцна тие се венчали, имале ќерки кои се разведуваат во 2019 година и таа починува од рак, а Вил до тогаш говорел дека биле во врска со обострано одобрение, а откако се разделиле, тој дава изјави дека бил манипулиран од Мери Кей од самиот почеток на врската. Сега дека Грейси со самото тоа што го бира младиот Џо да биде нејзин партнер, подлегнува на осуда од лицемерната заедница, јавна тајна која се компензира со откупување на слатките од Грейси од сожалување. Таа не само што е еден комплексен, туку е и искомплексиран лик, за кој никогаш нема да можеме да ги дознаеме чинителите кои ќе говорат за тоа што всушност се случувало помеѓу неа и Џо, за да се образи врската, туку само ќе ги имаме котите на фактографијата. Елизабет своевремено се обидува да дојде до различни перспективи во едно истражување кое е неопходно за да се доближи до вистинитоста за тоа која е Грейси и како ја доживуваат незините најблиски денес и од минатото, навлегувајќи во подробности за да образува целисходна представа за незиниот животен мозаик. Меѓутоа, во тоа распрашување ќе се соочи со искази кои никогаш нема да дознае дали се доследни или недоследни, затоа што вистината одамна се случила, секој ја интерпретира на свој начин и никој не може да го докаже спротивното, правејќи ја вистината недостижна, затоа што е погребана од премолченото минато. Добиваме само варијации на нечија проекција на ликот. Роварењето во минатото на Грейси е нужно за Елизабет, затоа што се обидува да најде призма низ која ќе може најавтентично да ја одглуми. Постоечка е тензијата и неодобрувањето за да добие пристап Елизабет до емпириските одредници на незиното постоење и ќе се обиде да ја наметне собствената проекција за тоа како сака да биде представена во филмот во кој ќе ја глуми Елизабет, се со цел да се развие поголема емпатија за неа од заедницата и да си го олеснат животот, способност на филмот која ја има во очи на Џо, дека има можност да влијае врз нечија перцепција на Грейси во пошироки рамки, па затоа и се нафаќа на ова примање на актерка во домот, за да може непречено да ги набљудува, иако постоечки е тој ропот и неудобност од самото нејзино присуство кај сите членови од семејството кое има тајни за криење од јавноста. Актерката, за да го образува ликот кој го глуми, мора да црпи инспирација од Грейси за да ја отслика во творбата, впливајќи ја реалноста за да има градиво за фикционото дело, учи нејзин маниризам, поставеност и движење на тело, гестикулации и говор, близко сродна со Бергмановата персона или Алтмановиот Three Women, или во поново време омажирајќи го Пешен на Де Палма или Џордановиот Грейс. Постепено амалгамираат во една жена, особено во сцената во која Грейси ја шминка Елизабет. Тоа пак значи дека таа максимално ќе го употреби и злоупотреби допуштениот пристап во упориштето на семејството и недвосмислено има намера да ја експлоатира блискоста и привлечноста со незиниот врсник Џо, за да може да сподели исклучителна интима со него и на уште еден начин да се стави под кожата на ликот кој го портретира или да си задоволи собствен нарав. И ова станува едно од многуте начела кои не ги разоткрива филмот. Џо преку дораснатата глума на звездата од Ривердейл, кој влегува во лига на тешкаши, Чарлс Мелтон, се носи со предизвикот да го портретира овој лик на дете на кое му е хендикепиран адолесцентниот раст и прекратена му е можноста да се развие во мигот кога стапува во врска со Грейси, со оглед на тоа што станува родител мали нозе, почитуване од неговите деца, меѓутоа не само пушењето на кров, многу различни етапи од животот му билеускратени, па непобитно е дека во нивни очи има
своевидно сожалување за родителот кој глуми дека е среќен и можеби не е свесен што има пропуштено во животот, па сега 36 годишниот се обидува да компензира. Меѓу другото, може да забележиме како функционира емоционално манипулативната врска која Грейси и Џо се сами во спалната соба, сцени неопходни за добивање на представа за нивниот сооднос, кои можеби ќе ни откријат нешто повеќе за номенклатурата на нивната врска. Предпоставките само преостануваат, иако моралниот релативизам му е оставен на гледачот да си пресуди докаде ќе го одобри или осуди бракот со голем јаз во годините помеѓу партнерите. Фасцинацијата на Џо со ларвите кои стануваат пеперутки секако дека е алузија на неговото созревање, но не смее да се порекне дека умее да воспостави врски вон заложништвото на домот, како што е допишувањето со биологот која ја дели неговата фасцинација и интим. Енигматичната изведба на Џулијан, љубопитството во глумата на Портман и збојатоста кај Мелтон се дел од причинителите зошто токму тие се избрани за овај комплициран љубовен триаголник, за да го оживеат сценариото кое уште од ковид пандемијата се наоѓа во датотеката на сценарија на Blacklist, само што Хејнс се дрзна да го спроведе на дело. Метатекстуалноста се иницира во самиот миг кога актерката во филмот глуми актерка, додека ние го сведочиме процесот на градење на незиниот металик и суштината на самиот перформанс. Чувствувам потреба да објаснам дека во домашниот лексикон изоставен е зборот кемп, односно придавката кемпи со која се означува стилската естетика која е содржателна, ниската естетска вредност, која во различна деценија содржала различни назнаки, правејќи го банален, површен, артифицијален, но исто така и шокантен, фриволен и сатиричен. Несоодветно е поистоветување со терминот кич, затоа што кемп содржи иронични обележја и наменски хумор во себе. Да упростам, филмовите на Џон Вотерс се кемпи, филмовите на Халмарк се кич, и тоа од најнизок можен ранг. Го напоменувам постоењето на оваа естетска вредност, бидејќи е во функција на новиот филм на Хејнс, кој прави спрега помеѓу високата и ниската естетска вредност, снимајќи дело кое изгледа врвно, користи издржана психолошка изграденост на ликовите, но е во корелација не само со ниските страсти на ликовите и жолтиот печат, туку и вметнува агенси од рамките на теленовелите, дури и на техничко рамниште. Композиторот Марчело Заврос, кој многу добро е запознаен со привремената музика на Майкл Легранд, компонирана на канскиот победник The Go Between од 1971 година, кој и самиот има диригирано, решава да ја употреби и во овој филм, дополнително компонира музика која е дотолку органски срасната со творбите на Легранд, што не се препознава разликата каде едното пијано завршува, а каде другото продолжува, затоа што е директна рефлексија на делото кое и претходи. Таа има функција во транзициони сцени како акцентирање на силна, драматична сцена, налик сапуници, меѓутоа бидејќи е снимено со високи стандарди, делува очудувачки, оркестрациите на пијаното со гудачки спити се сродни помеѓу себе и се користат варијации на лајт мотив, по кој ќе се памти филмот, што е еден од малкуте филмови кои сум ги рецензирал во последно време, за кои можам со сигурност да го тврдам искажаното. Ретко се случува од Хејнс да не соработува со Ед Лахман на некој свој проект како негов снимател, но ви говорев за делото на Лахман кога го рецензира во видеологија Ел Конте, па додека тој снимаше со Лорейн, Тод Хејнс одлучи соработува со друг директор на фотографија, кој исто така неколку пати сум го анализирал трудот него во видеологија, со оглед на тоа што станува збор за снимателот на Кели Рајкарт, односно Кристофер Блавелд, за кога зборува во анализите на Showing Up и First Cow, кој има поразличен пристап од кадрирањето на Лахман, кој можеби најблизок е до соневитите кадри во кои не баре сјаја сестрите во деби филмот на Софија Копола. Блавелд е задолжен да ја направи таа емулзија помеѓу ниската и високата естетика, односно помеѓу кемп и хај арт, во што сметам дека успева, снимајќи на дневно светло со винтидж пристапот на употребата на зумови во кадрите, дозволувајќи да изгледаат соочувањата на ликовите налик сапуниците, за истите тие да ги спореди во кадар со телевизиски филм за животот на протагониската, кој самиот по себе делува како сапуница од Lifetime. Така што има постојано игра со преозначување помеѓу назнаките на овие две сфери, кои ги образуваат естетските квалитети на творбата. Уште поретко се случува да говорам за еден ист монтажер, епизода по епизода на видеологија, но тако беше и случајот со човекот чии монтажерски услуги ги искористи и Хејнс и Айра Сакс, односно Алфонсо Гончалвес, со кој Хејнс работи заедно од Керол до ден денес, кој иако има 2 часа на располагање, успеа да развие во мене потреба да ја задовола мојата љубопитност со многу повеќе информација од понуденото
сценаристот за фамозната врска. Имено, тој има задача да го калибрира темирањето во изложувањето на фактографијата, односно да го диктира темпото кога ќе ги фрли тие премолчени тајни од минатото, кои има за цел да го реобмислат поимањето на ликовите, кои се неодгатнати во цело, што е богатството на филмот. Има неколку решенија во кои наменски се оддалечува од трпезариската маса во широк план, давајќи му на гледачот можност да го најде своето место како обсервирач во ајер помеѓу мелодрамата која се одвива во домот на проблематичната врска. За режисерот Тод Хејнс имам направено засебна анализа на неговата филмографија и избор на мои најомилени филмови во серијата епизоди посветени на филмските великани, па ако се впрегне паралела со неговите претходни филмови, мислам дека најсродна би било со уште еден филм кој го предводеше Џулијан Мур и нејзин лик кој е незадоволен во бракот и заедно со нејзиниот сопруг прават чекори надвор од него за да ги задоволат своите потреби, соочувајќи се со табу од околината во филмот Far From Heaven од 2002 година. И во новиот филм има забранети сексуални пориви и осуда од околината, односно перцепција од страна на заедницата на индивидуата, која се двои од неа и се уште добива испорака на пакети со фекалии во нив. Ако бараме сроден негов филм со два силни носечки женски лика, тогаш не треба толку многу да се навраќаме во кариерата, затоа што постои Керол од 2015 година. Уште стојам на тврдењето дека Сейф му е ненадменлив хорор филм во кариерата. Ова е еден од најигривите филмови на Хејнс, каде си допушта поголема слобода во интерпретирањето на минатото на ликовите без флешбек, жонглирајќи со различни емоционални состојби и пред се тонови во монтажата, кои нема да бидат посечи вкус, посебно не на гледачите кои сакаат резолвирање на секој проблем во еден филм. Тука се е сиво, се е Валкан. Филмот имаше премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа беше прикажан на фестивалите во Сиднеј, Њујорк, Цирих, BFI, Чикаго, Монтклер, Мелтон, беше награден со наградата Готам, а Netflix го купија за 11 милиони долари од канската премиера и го ставија на нивната платформа. Филм за една скрутинизирана врска од страна на јавноста помеѓу возрастната сопруга и младиот сопруг, чиј привиден спокој е нарушен од доаѓањето на актерката во нејзиниот дом, која треба да ја спознае за да може да го оживее ликот кој се базира на неа. Колку е возможно да се дојде до вистината, која одамна ја имаат погребано ликовите во заборав. Ако морам да го еволуирам, тогаш May December од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 292-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!